Застанавте како поддршка на фудбалскиот клуб Победа. Зошто? Конфиангел како компанија е декларирана како општествено одговорна компанија и несебично ги поддржува настаните кои што се од интерес за развој на општеството. Конкретно за Победа застанавме по иницијатива на претходниот градоначалник на општина Прилеп Маријан Ристевски, кој што повика дел од бизнис секторот и иницираше средба, иницираше поддршка од наша страна за да може да се врати Победа онаму каде што беше и самите видовте дека во краток временски период успеавме од втора лига да отпаднеме во трета и потоа од трета лига да дојдеме во прва лига на позицијата денеска каде што сме на 7-ма позиција во нашата лига. Многу е тешко кога почнувате нешто, го градите и не сакате да го напуштите нормално и се борите за да може да ја задржите позицијата на истото и вашето инволвирање во истата се со цел за да може да се задржи континуитетот на растот. Немате вие никакво право нешто да формирате, некому да му дадете лажна надеж и потоа едноставно да ве снема. Тоа е греф на некој начин. Меѓутоа, доколку сте одговорни и сметате дека сте влегле во некоја институција или правење на некој правно тело или конкретно фудбалски клуб, треба да бидете доследни до крај. Од тие причини политиката не треба да биде инкорпорирана, поготово не во спортот, заради тоа што менување на власт или промена на структурата е сосема нормален процес во едно демократско општество. Настана абстинентен период и турбулентен период заради тоа што имавме промена на локалната власт, немавме јасно дефинирани договори со општината во однос на доместот и изградбата на буџетот на фудбалскиот клуб Победа и одеднаш останавме на маргините. Јасно и децидно ние сите знаеме од бизнис секторот дека во овој момент фудбалскиот клуб Победа без општината не би можел да опстане. На наше огромно задоволство новиот градоначалник на општина Прилеп Илија ја поддржува Победа несебично и материјално и морално и се надеваме дека заедно со неговата поддршка и останатиот дел на бизнис секторот ќе доведеме Победа онаму каде што е местото. Каква е моменталната состојба Николовски во Победа? Зборувам и финансиски, зборувам и кадровски. Па сигурно дека ни на едното поле, ни на другото е ситуацијата сјајна. Значи, меѓутоа не е ни толку алармантна да не може да се доведи во една нормала. Играчкиот кадар го надополнуваме секојдневно, преговараме и разговараме со играчи кои што ќе го дигнат квалитетот на нашата игра и сигурно дека дел од нив веќе е завршена работата. Значи Иван Ивановиќ веќе е тука во Прилеп, интернационалец од Црна Гора кој што пред 2 години бил прогласен за најдобар играч во Црногорското првенство, кој што има и интернационално искуство. Преговарам уште со 20 странци кои што кажав ќе го дигнат квалитетот на нашата игра и мислам дека шефот на стручниот штаб ќе има тим кој што ќе биде конкурентен со сите останати добри тимови во нашата лига. Околу финансиите, кажав, не е ситуацијата сјајна. Општо познато е дека клубот е во долгови, меѓутоа не е ништо толку страшно и не е ништо што не може да се исправи. Како што кажа и Ирена, со поддршката на локалната самоуправа и со она што ќе го направи бизнис секторот, мислам дека Победа ќе ја вратиме на патот на кој што ќе донеси многу поголем успех од што е сега моментално. Не е исклучена можноста за самофинансирање. Имено еднаш кога клубот ќе се етаблира онака правилно како што сакаме, кога ќе биде воден од спортски работници кои што го познаваат фудбалот во суштина и ги познаваат фудбалерите, кога ќе ги поставиме работите онака како што треба, како бизнис, не е случајно и не е исклучена ни можноста на самофинансирање, поготово во делот на младите категории кои што нудат огромни потенцијали и самиот шеф на стручниот штаб е премногу задоволен од неколку од младите категории деца кои што се појавуваат, во кои што стварно може да се полага голема надеж. И постои можноста за самофинансирање по различни основи, секако. Токму и следното прашање, како, например, треба да се финансираат клубовите? Имаат ли помош фудбалските клубови од стопанствениците? Има ли можност во тоа да помогнат поголем број стопанственици, односно, на вистина, без пари нема спорт? Нажалост, таа е вистината. Не само заради од морален аспект, некогаш во некој претходен систем луѓето велат дека без пари партиципирале во спортот. Не е така. Без пари компаниите стоеле позадини во делот на нивно запослување, во делот на трговните трошоци кои што се битни за спортот. Вие да се декларирате како професионален спортиста е скапо.
Само исхраната која што треба да ја имате носи одредени трошоци. За прв пат оваа година ние конкретно Конфи Ангел во нашето партиципирање спрема клубот го користиме законот за спонзорирање во спорт. Во овој момент преку Агенцијата за млади и спорт ги доставуваме сите неопходни документи за да можеме да добијаме ослободување на данокот на добивка. На тој начин сме стимулирани повеќе да учествуваме во процесот на финансирање на спортот, конкретно на фудбалот, од причини што правиш и добро дело, го развиваш општеството, влијаеш на некои позитивни работи во општеството, а истовремено не правиш голема материјална, не правиш некој материјален одлив на средствата од твојата компанија, пошто на крајот на денот се намалува степенот на данокот на добивка кој што треба да се плати спрема државата, доколку компанијата нормално е профитабилна. Тоа значи дека за прв пат оваа година реално ќе потврдиме екзистенцијата и постоењето на тој закон, дека реално функционира, и после такви добри примери верувам дека и многу други компании кои што се профитабилни нема да исклучат можноста и желбата да партиципираат не само во фудбалскиот клуб Победа, туку и другите спортови во нашиот град. Се декларирате како човек кој што се стреми кон квалитетот. Дали ќе имаме квалитетен клуб, квалитетен фудбалски клуб кој што ќе застане на еден повисок пиедестал отколку што досега беше? Нашата филозофија како компанија е да постоеме и после нас. Тоа што значи дека доколку сакате да ви има долго, единствен начин да постоите да направите реален однос со вашите купци. Купецот е онај кој што ја отвора и ја затвора компанијата. За да може да бидете долго време на пазарите, вие треба најбитно е да имате континуитет во квалитетот. Независно дали нудите услуга, производ, добар спортиста, добра игра, вие мора да имате континуитет во квалитетот. Така да, затоа реков постулатите на кои што ќе се постави фудбалскиот клуб во иднина се токму тие, доколку имаме квалитетна игра и квалитетен спортиста, производ, фудбалер, верувам дека резултатите ќе се дојдат. Нормално не може преку ноќ, тоа е процес, меѓутоа добрата намера, желбата ќе биде потврда за истото. Има ли прилеп квалитетни фудбалери? Сигурен сум дека има прилеп, од секогаш имал фудбалери, може би еден период имавме во еден, јас би го нарекол кризен период на некои кадри квалитетни кои што излегоа од нашиот град, меѓутоа сега во овој момент во првата екипа имаме 5 играчи кои што се од нашата школа, од кои што двајца веќе имаат и настапи и играат сериозна улога во нашиот тим. Така да јас сум сигурен дека со нашето доаѓање ќе се обрани многу повеќе внимание на тие млади категории. Работата во младите категории досега функционира добро, со самото тоа што веќе имаме 5 првотимци, јас се надам дека тој број ќе се зголеми. Сигурно дека нема да ја оставиме школата на маргините, него тоа ќе биде наш приоритет, да имаме квалитетна фудбалска академија, квалитетни кадри да излегуваат од тука и основата, костурот на екипата да биде создадена од фудбалери кои потекнуваат од нашата школа и она што го каже Ирена, во догледно време, во иднина, да можеме да се надеваме дека клубот може да профитира од тие квалитетни фудбалери кои што ќе ги произведиме ние и нашата фудбалска школа. Моментно фудбалскиот клуб Победа е на подготовки. Подготовките ги одржува тука во Прилеп. Има ли некакви планови за некои други измени за поквалитетни подготовки од една страна и каде ќе ги играат надпреварите? Подготовките ќе се одвиваат до крајот во Прилеп, значи пријателските надпревари се закажани, досега се одиграни 2, ќе се одиграат уште најмалку 4 пријателски надпревари. Со оглед на финансиската ситуација во која што е моментално клубот, не можеме си дозволиме да одиме на подготовки некаде надвор од Прилеп, меѓутоа мислам дека исто толку квалитетно ќе ги одработиме и во Прилеп. Сигурно дека е подобро кога една екипа е на подготовки некаде на страна, поради оние сите услови кои што ги овозможуваат подготовките, меѓутоа мислам дека нема да промашиме и тоа што ќе останеме овде, се со цел тие финансиски средства кои што би требало да ги потрошиме на припремите, да ги потрошиме некаде каде што се неопходни. Каде ќе игра фудбалскиот клуб Победа во ова првенство? Ние зборувам инфраструктурно. Ние се ќе сториме да овозможиме оптимални услови и сите оние замерки кои што Фудбалска федерација на Македонија ги има доставено до ФК Победа, дека ќе овозможиме оптимални услови да се игра на стадионот на Могила. Градскиот стадион е се уште назад со припремите. Се надевам дека за следната сезона ќе го имаме и нашиот фудбалски храм, онаму каде што Победа треба да игра и мора да игра, меѓутоа ова е една ситуација настаната од поодамна
се надевам дека во најбрз можен рок ќе го решиме и тоа. Доколку не ги исполниме условите, што ќе биде голем хендикеп пред се за градот, нема да има прилепската публика можност да ги следи над преварите од победа во Прилеп, меѓутоа доколку не обезбедиме оптимални услови и не добијаме зелено светло од Фудбалска федерација да се игра на Могила, сигурно дека ќе бараме еден терен кој што најмногу нас ни одговара, а тоа е Битола. И за крај, зошто вие се одлучивте на оваа функција? Се одлучив на оваа функција само со една цел. Победа да стане еден стабилен прволигаш, примарна цел е таа, да стане стабилен прволигаш, од следната сезона победа да стане конкурентен тим за Европа. И да се надеваме дека ќе се вратиме на оние стари патеки, да не забораваме дека победа била и шампион на Македонија. Се надевам со поддршка на бизнис секторот во Прилеп дека од следната сезона ќе имаме подобар буџет и се со цел победа да се врати на старите патеки таму каде што е местото.